Минутите за културата, на телефонска линија ја имам Василка Димитровска, автор на најновото издание Водич Византиско наследство на Скопје. Добро утро. Добро утро на сите гледачи на утрински брифинг и голема благодарност што согласно ситуацијата се вклучуваме на овој начин во живо, но некој следен пат, кога се ќе помине со пандемијата, ќе ми биде задоволство да гостувам и во живо. Секако, сега накратко да ни ја презентирате оваа книга, како што можев да прочитам, опфатени се 14 позначајни објекти околу Скопје. Колку византиски градби има околу Скопје, но ќе ве прашам и колку се посетени, каков е интересот за нив? Па, јас лично сметам дека византиското наследство кое што ни е оставено од некои претходни генерации е нешто што е одлично зачувано, особено на територијата на градот Скопје. Се работи за цркви и за манастири кои што имаат многу големо архитектонско, уметничко и духовно значење за луѓето уште од средниот век, па се до ден денеска. Инаку да одговорам конкретно на прашањето околу византиското наследство, го има многу, но не е доволно презентирано и промовирано и сметавме со Хаемус дека ова е навистина еден добар начин да се направи промоција на ова средновековно наследство и овие цркви кои што ги споменавте се само избор од поголемиот број на објекти кои што може да бидат посетени од домашните или од странските туристи. Бидејќи ова е водич кој што оригинално е напишан на англиски јазик и пред се беше наменет за странските туристи, но еве мислам дека добро ќе дојде и за домашните туристи, да го потикнеме домашниот да ве прашам, туризам. Во текот на летото јас со моите пријатели патувам низ нашата држава, сум видела многу локалитети на кои што јас лично сум забележала повеќе странци отколку домашни туристи. Имате ли вие впечаток дека за нашето археолошко богатство се позаинтересирани странските од домашните туристи? Па, генерално, тоа не е моје чувство. Статистичките бројки велат дека нашите локалитети, кога ќе кажам локалитети, значи мислам од праисторија до модерно доба, се повеќе посетени од странците отколку од домашните туристи. Каде има повеќе причини зошто е тоа така. Една од тие причини е што нашите домашни агенции повеќе обрнуваат кон оној outgoing туризам, значи за продажба на туристички пакети кои се однесуваат на посета на други држави, отколку во Македонија. Потоа недоволен број на веб страници и на македонски на англиски јазик кои што би ги презентирале овие објекти од еден малку понеутрален аспект. Јас повеќе пати напоменувам, јас сум професионален археолог, исто така сум и професионален туристички водич. Годишно, барем досега ми проаѓа помеѓу 8 и 10 илјади туристи, тоа е на вистина многу голема бројка. И моето скоро 20 годишно искуство вели дека најпосетени споменици број 1 во нашата држава се византиските цркви и манастири, поточно нашето средновековно наследство. Ние можеме да се фалиме дека имаме во државата 4,5 или 5,5 илјади локалитети, но факт е дека само 4,5 локалитети се вистински достапни за посета со својата инфраструктура.
Како што споменавте, дека е недоволно промовирано археолошкото наследство, тука ќе се согласам со вас, затоа и ние даваме простор на културата, па меѓу другото и на археологијата. Димитровска, за жал, имаме кратко време, но дефинитивно ќе се видиме овде во студиото и секако ќе ја презентираме оваа книга, бидејќи од она што го прочитав, навистина е добро решение за тоа како да се снајдеме. Ако не се лажам, има и мапа и целосен графички приказ, и секако за повеќе теми од археологијата очекуваме да ве видиме и да разговараме овде во нашето студио. Благодарам за овој разговор.